Владата ќе има право да менува закони, да носи уредби, да се задолжува, да прави ребаланс на буџет, да воведе полициски час, да ограничи право на движење, односно ќе го преземе законодавното право на парламентот и ќе одлучува самостојно. Оваа моќ ја има кога во државата е прогласена вонредна состојба. Истата е регулирана со неколку членови во Уставот, каде стои дека вонредна состојба може да прогласи шефот на државата, ако тоа од него го побара собранието, односно владата. Уредбите или законите кои ќе ги донесе владата во време на вонредна состојба не се со ограничено време, на сила се додека не се укинат од страна на извршната власт или парламентот. Однапред ништо не е дефинирано дека сега имаме полициски час, не знам, направено ова, не. Тоа ќе го дефинираме со одлуки на влада, со уредбите кои што ќе се носат на основа на тоа како и на кој начин се однесуваме сите ние. Мора сите да бидат на висина на собствената одговорност. Јас знам дека не се сите до крај дури и свесни што може да прават. Знам дека за некои е многу поважно да изнајмуваат вили на Сопиште и во Сонја и така натаму и таму да прават журки. Тоа не може да биде дозволено во иднина. Голем дел од мерките кои во други држави се спроведуваат во вонредна ситуација, ние веќе ги практикуваме. И без воведена вонредна состојба, главното координативно тело во владата со одлука ги затвори училиштата, градинките, факултетите, студентските домови, кафулињата, ограничи работа на рестораните, теретаните, односно спроведе мерки како би се оневозможило собирање на граѓани во поголеми групи, со цел да се спречи ширењето на коронавирусот.